Благодарам, председавач, почитувани колеги. Колега Стеван Анџија, во вашиот говор рековте една реченица дека за да заврши оваа криза, за да се реши оваа политичка ситуација е потребен само еден збор од еден човек. Дури сте и убеден дека тој човек ќе го каже тој збор: се откажувам од тиранската платформа. Не знам зошто така мислите, но еве да се надеваме во предвечерието на големиот христијански празник Великден дека тоа чудо навистина ќе се случи. Таквото барање, почитуван колега, го имаат и сите овие граѓани кои што 45 дена надвор протестираат и не се, еве јас ќе прочитам неколку пораки од сите овие собири низ цела Македонија. Значи, вели еден граѓанин: јас сум поддржувач на СДСМ, гласав за нив, но ова што се случува сега не го поддржувам. Не сум за платформата. Ова е чиста глупост, значи јас имам 69 години и сум излажана од она што го кажуваше Заев. Ова е срам за Македонија. Понатаму, вели да нема недоумица, заедничка Македонија, значи вели заедничка Македонија е мојата визија и желба во која сите националности ќе уживаат еднакви права и можности, но без да се загрози мојот идентитет. Понатаму, ние, ова се пораки на граѓаните кои што протестираат секојдневно, без разлика на тоа што некои се обидуваат да ги навредуваат. Јас дури не можам да разберам кој е тој порив да се навредуваат граѓаните, нашите сограѓани кои што протестираат. Нивните барања се сите политички партии заедно со граѓаните да изготват платформа за заедничка Македонија тука во главниот град на Република Македонија и да ги отврлат другите платформи пишувани во тугите држави. Бараме од партиите, а особено од ВМРО ДПМН и од СДСМ, да не допуштат да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на Република Македонија. Значи, ова се сосема легитимни барања на граѓаните со кои што се, почитувам колега Стеван Анџија, согласувам и јас, а се надевам и вие. Господин Стеван Анџија,